Ви најавуваме уште една интересна дружба, И уште една интересна емисија, во која се е интересно и забавно. Ева што ви подготви нашиот тим за денеска. Денеска во Мини Вести ќе зборуваме за авионите, а ќе одиме и на аеродромот Петровец, каде не пречека Чичко пилот. И пред крај ќе ја прославиме звездата во Холивуд на Мини Маус. Не го менувајте каналот, вие гледате Мини Вести. Човекот од секогаш сакал да лета. Неговиот сон се остварил кога биле измислени авионите. Кој е таткото на авионите, но и како тие летаат, ќе ви кажеме денес. Гледајте внимателно. Човекот од секогаш сакал да лета како птица. Првиот вистински лет бил кога човекот од карпа или од дрво скокнал на земја, но тоа било кратко летање удолу, а не кон небото. Гениалниот сликар, писател и пронаоѓач Леонардо да Винчи во 15-тиот век го измислил падобранот, но и тоа било паѓање само забавено. Тој го измислил и првиот хеликоптер, кој всушност не полетал, но тоа било важна идеја за сите. Во историјата на авионите важен е 17 декември 1903 година. Тој датум двајца англичани, браќата Орбил и Вилбур Рајт, со својот авион летале 12 секунди и прелетале 37 метри. Во текот на денот, тие се обиделе се уште 3 лета, а најдолгиот од нив изнесувал 260 метри. Тоа летало имало труп, крила, опашка и тркала и навистина можело да се нарече авион, бидејќи личело на птица која на латински се вика авис. И оние први 37 метри, колку што прелетал, биле само почеток. Од тогаш се направени авиони што летаат на делјатници километри и превезуваат 400 патници, а може да пренесат и огромен товар, да слетаат на земја или на вода. Пронаоѓањето на авионот ги поттикнал научниците да измислат и вселенско летало, кое го однесе човекот на месечината. Ета, Луција, дознавме се за авионите. Епа, Давид, мислам дека е време да одиме на мала прошетка. Ќе ве носиме на аеродромот Петровец. Даријан зборуваше со пилотот Чичко Борче. Јас сум Дарија и сидам на авион. Чичко Борче, како се учи да возиш авион? Здраво, Даријан. Најпрво добре дојде во Центарот за обука на пилоти. Се учи откако прво вака како некој како тебе прво ќе треба да порасне, да се погрижи додека расте да биде здрав, да спортува, да биде спремен и да учи, и откога ќе заврши со училиштето да дојде кај нас во Центарот за обука на пилоти и да ја помине обуката за да може да стане пилот. Се што е потребно ние ќе го научиме тука. Значи, почнувајќи од она што треба теоретски да го знае, па до практичното летање на авион. Дали сите можат да возат авион? Да, начелно. Значи, рековме, треба да си здрав, треба да завршиш училиште и потоа треба да дојдеш кај нас за да ја поминеш обуката. Сите имаат шанси да ја поминат обуката. Оние кои што ќе бидат трудолюбиви, ќе учат, напорно ќе вежбаат и сето тоа ќе успеат да го пренесат во знаење внатре во пилотската кабина до која што сме сместени сега. Значи сите имаат шанси, машки, девојчиња, сите имаат еднакви шанси да станат пилоти. Како знаете каде да возите? Значи знаеме каде да возиме бидејќи се подготвуваме за летот пред да полетаме. Помина пред малку низ нашите простори и виде дека кај кадетите има на нивните бироа има карти, тие се подготвуваат за секој лет на земја, знаат точно каде ќе летаат, кога ќе полетаат, колку високо ќе летаат и кога ќе се вратат назад.
Со таа подготовка одлично знаат каде и во секој момент знаат каде се наоѓаат. Зошто овој авион има две седишта? Аха. Значи, овој е школски авион. Пилотско се рачуна едното, бидејќи е пилот за авион со еден пилот. Две седишта има затоа што негова најголема намена е обуката. Предвидено е едното седиште да биде за кадетот, за она дете кој што се обучува, а другото седиште е за инструкторот. Страшно ли да возиш толку високо? Чи не е страшно воопшто, туку е убаво. Летањето е најпрекрасната професија која што може човек да ја има. Не знам дали некој може да се пофали дека волку ужива во својата работа. Кога доаѓаш на работа и те плаќаат за да можеш да летиш. Нема попрекрасно нешто од летањето. Јас сум Даријан и денеска се научив за авионите. Во ладната зима и времето поминато на снег има многу предности. Кога сме на планина, можеме да скијаме, бордаме или едноставно да се санкаме. Во овој период од годината не смееме да ги заборавиме и активностите на мраз, како на пример лизгањето. Зимските спортови се навистина забавни, па на оваа тема добивме и забавни одговори од нашите другарчиња. Певме во градинка и еве што дознавме. Скијање, мавање со топки. Да се маваме со топки и не се санкаме и не скијаме. Снежко, санкање и мавање со топка. Скијање, мавање со топки, хокинг, ризгање на мраз, боксанки. Мене ми е омилен спорт скијање. Да се маваме со топки, да се санка. Со мавање на топки, затоа што сакам да скијам. Научив да скијам за 3 дена, многу беше лесно. Треба накрушиш и малце појако и така ќе се направи топката. Се уште не се спуштам у долница. Не паднав ниту еднаш. Научив со мама, а тато не кеше, зашто му беше страв и затоа ние со мама се лизгавме и мама така ме научи. Јас сакам да научам на лизгам на мраз и ќе речам на мама да му унесе на лизгалиште. И па, ако има некоја санка волан и треба да го вртиш за да не удиш во човек некој. Ако нема волан, тогаш треба да чекаш ако има напред луѓе. Ги правиш топките и се маваш со топките и тој е победник што нема да запвачи. Денес ќе ве запознаеме со Аспен Хейт, најмалата сноубордерка во светот. Ова пресладко девојче за прв пат на даска за бордање се има возено дури пред да прооди. На нејзини 10 месеци, Аспен започнала со учење на овој спорт на планините во Колорадо. И тоа со помошта на нејзините родители, од која наследила љубовта кон бордањето. Аспен во тој период била многу мала, што немало соодветна даска и чизмички за неа,
па биле специјално направени. Всушност тоа се и најмалите даска и чизми направени некогаш. Таа за прв пат самостојно почнала да борда на годинка и пол. Аспен денес има 5,5 години и се уште ужива во зимата и бордањата. А ако таа е најмалиот бордер, ние го имаме и најстариот. Овој кул дедо се вика Џорџ Блер, но сите го знаат како Банана Џорџ. Тој е љубител на екстремните спортови, поточно на бордањето. Овој дедо бордаше до својата 93 година, а беше препознатлив по неговиот жолт скафандер, по кој го добил и прекарот Банана. Аспен и Банана Џорџ, преку нивната желба за бордање, ни покажуваат дека ништо не е невозможно, доколку сакаме да го направиме. Февруари е вториот месец во годината на нашиот календар. Има 28 дена. Океј, на секој 4 години има 29, но сепак помалку од другите месеци во календарот. Февруари е единствениот месец кој има помалку од 30 дена. Но дали знаете зошто токму тој е најкраткиот месец во годината? Во 8 век пред нашата ера се користел календарот на Ромул, кој имал 10 месеци. Годината започнувала во март, а завршувала во декември. Јануари и февруари воопшто не постоеле како месеци. На календарот е 6 месеци имале 30 дена, додека 4 од нив имале 31. Ако ги соберете овие броеви, ќе забележите еден проблем. Годината е долга само 304 дена. Во тоа време, зимата се сметала како период за кој никој не се грижи, па 61 ден останувале како денови без да припаѓаат на ниеден месец. Римскиот крал Нума мислел дека ова е глупаво. Зошто да се има календар доколку се занемарува еден дел од годината? Па во 713 година пред нашата ера, тој го составил календарот со 12 месеци, кој вкупно траеле 355 дена, па ги вовел јануари и февруари. Овие месеци биле додадени на крајот од календарот, правејќи февруари да биде последниот месец во годината. Но римскиот календар не би бил комплетен доколку не се измешале и некои старомодни суеверија. Така римјаните верувале дека парните броеви се несрекни, па кралот се обидел да го направи секој месец непарен. Но за да ја достигне бројката 355, еден месец се требало да биде парен. Тоа му припаднало на февруари, најверојатно затоа што бил последен месец на листата. Секако 355 деневниот календар имал своји грешки. Неколку години подоцна годишните времиња и месеците не можеле да останат синхронизирани. Па за да ги задржат правилните работи, римјаните повремено вметнувале нов месец од 27 дена. Тие ги бришале последните неколку дена од февруари и ова предизвикувало хаос на секаде, па луѓето не знаеле кој ден е. Кога на власт дошол Цезар, обрнал внимание на месецот што се скока и повторно го создал календарот. Тој го согласил календарот со сонцето и додал неколку денови, така што вкупниот број бил 365, а февруари си останал со 28 дена. Денеска во Мини Вести ќе одиме во печатница, каде ќе дознаеме како се печати еден весник, а пред крај ќе ви откриеме зошто кинезите јадат со кинески стапчиња. Не го менувајте каналот, вие гледате Мини Вести. Денеска по дома кај мама и тато на работа или во градинка постојат машини наречени принтери, кои за неколку минути може да испечатат документ или фотографија. Но печатењето не било волку едноставно и илјадници години наназад. Тогаш луѓето морале да ги препишуваат книгите и важните документи, а за тоа било потребно многу време. Книгите биле најголем проблем, бидејќи имале многу страници кои требало да бидат препишани, а за само еден примерок некогаш биле потребни и неколку години работа. На луѓето им текнало на камени и дрвени плочи да го изрезбаат текстот и потоа плочите да ги премачкаат со боја, а на нив притискале со хартија на која останувало печат од текстот. Ова било побрзо решение од препишувањето, но и ова не било доволно. Пред 600 години германецот Јохан Гутенберг открил поедноставен начин за умножување на текстот. Тој направил калапи со чија помош изработил букви од олово, со кои можело да се составуваат зборови. По печатењето буквите можеле повторно да се користат. Благодарение на Чичко Гутенберг, печатењето дошло и до Европа, каде многу брзо напредувало. Појавата на првите македонски печатници представува стремеж за воведување на македонскиот јазик во црквите и училиштата преку испечатените книги. Пред да се отворат македонските печатници, книгите за печатење се носеле во Будин, Виена, Белград и Русија.
Ова било и скапо и ризично, па затоа се чувствувала потреба од отворање на печатници по Македонија. Првата печатница била отворена во Солун пред 183 години, втората печатница најверојатно била отворена во 1848 година од Даскал Камче, а позната како Ваташка печатница, додека денес во селото Горно Врановци можете да ја посетите првата печатница претворена во музеј. Почетоците на македонското печатарство се многу значајни за ширењето на просветата на нашиот јазик. Иако печатењето некогаш било вистински предизвик, денес напредната технологија создаде машини кои може да испечатат илјадници примероци за кратко време. Во печатниците, освен што се печатат книги, сликовници и весници, може да се печатат и маечки, чаши, пенкалца и што ли уште не. Токму поради ова решивме да ве носиме во печатница. Јас сум Луција и денес сум во печатница. Како се печати еден вестник? Вестникот се создава во редакциите. Целокупната содржина која се создава во редакциите, како и техничкиот дел на создавање на вестникот, се испраќа во готова форма во печатницата. Во печатницата ги припремаме сите содржини, ги ставаме на термални плочи. По процесот на ставање на термални плочи, истите плочи се ставаат во машина, во која претходно е подготвена хартијата на која ќе се печати изданието. Во конкретниот случај вестникот. По комплетното монтирање на плочите и на хартијата отпочнува процесот на печатење на вестникот. Кој работи во печатница? Во печатницата има неколку оделенија, секции, работат разни чичковци кои работат на припремање на вестникот. Целокупната содржина доаѓа во студиото каде се припремаат термалните плочи и таму чичковците ги припремаат плочите кои понатака одат во машина на кои плочи е ставена целокупната содржина на вестникот. Во понатамошната постапка тие плочи се развиваат со хемиски процеси, со термални процеси во специјални машини и за да се развијат истите. Кога ќе бидат готови плочите, се сибнуваат во делот каде што се врши печатење на вестникот и таму го преземаат други чичковци кои вршат печатење на вестникот. Истите се ставаат во машина и почнува процесот на печатење. По завршување на овој процес, следува процесот на експедиција или доработка на целокупниот испечатен вестник, каде имаме сечење, кламирање и пакување на истите вестници и изданија, кои во завршениот процес треба да бидат доставени со дистрибуција до секој потрошувач. За колку време се печати вестник? Обично еден вестник го печатиме од 20 до 30 минути во Република Македонија, инаку оваа машина има капацитет да печати 50.000 изданија на час, што за Република Македонија е една од најголемите машини за печатење на вакви изданија. Што друго може да се печати тука? Освен вестници, на овие машини може да се печатат и разни други изданија, како сликовници, брошури, книги, боенки и колибри. На денешен ден го испечативме и колибри, последното издание на Нова Македонија. Така да може да се печатат сите продукти кои се печатат на хартија. Благодарам многу. Ета видовме како се печати еден вестник. Ева, дали некоја си јадела со кинески стапчиња? Не, Стефан, си јадам со вилушка. Ние јадеме со прибор, на децата во Кина јадат со стапчиња. Се прашувате зошто, дознавате веднаш. Нашата култура подразбира употреба на нож и вилјушка како прибор за јадење, но постојат билиони други луѓе во светот кои наместо нив ги употребуваат стапчињата за јадење. Првата асоциација за нив е Кина, па дали сте се запрашале зошто кинезите јадат со стапчиња? Првите стапчиња биле направени од бронза, а се употребувале за готвење. Како прибор за јадење, стапчињата се појавиле помеѓу 16 и 11 век пред новата ера, за време на династијата Шанг во Кина. Причината поради која за брзо време биле прифатени во Кина, а наскори во поголемиот дел од Азија, е поради лесната изработка и употреба.
Во Кина, користењето на стапчиња за јадење представува еден вид на изразување на префинетост. Нивната култура вели дека ножот представува ладно оружје на кое местото не му е на маса и тоа носи негативни чувства. Но постојат многу легенди токму за кинеските стапчиња, а најпозната од нив е онаа за кинескиот цар Ју Велики. Тој се плашал дека ќе биде убиен, па забранил употреба на вилушки и ножеви и едноставно ги создал кинеските стапчиња. Тој еднаш бил многу гладен и не можел да чека јадењето целосно да се олади, за да може да јаде со раце. Тој решил да исече 2 гранчиња и со нив се послужил како прибор за јадење. Денес во Кина се произведуваат по 80 милиарди стапчиња за јадење секоја година, а со стапчиња се јади и во другите азиски земји. Малку познати факти се дека преку користење на стапчињата се користат повеќе од 50 мускули на прстите, дланката и раката. Полжавот и желките се единствените животни кои имаат оклоп на своето тело. Денес ќе дознаеме зошто тие го носат на грб својот дом, но и по што се разликуваат нивните кукички. Желката го поминува својот живот во оклопот. Ако почувствува дека е во опасност, таа за секунда ја повлекува својата глава, нози и опашка во кукичката и знае дека е безбедна. Кожата на желката е дебела и прекриена со лушки, кои како таа расте, така стануваат се подсврсти. Меките органи на желката се наоѓаат во оклопот. Например, желките дишат воздух со помош на белите дробови, како и другите влекачи и копнени рабетници. Бидејќи ребрата на желките се дел од оклопот, тие не можат да ги придвижуваат за да го прошират или смалат белите дробови. Наместо тоа, желките дишат со помош на различната група мускули. Од тука има разлика помеѓу желката и полжавот и нивните кукички. Кукичката на полжавот е закачена за неговото тело со помош на серија мускули. Незината главна функција е заштита и потпора на неговото меко ткиво. Сигурно сте забележале дека кукичките на полжавите се разликуваат. Всушност, тие се израз на околината во која живее полжавот. Полжавот навистина ја носи својата кукичка каде и да оди, додека за желката куќата е дел од нејзиниот организам, без кој не може да живее. Интересно е кога учиме интересни работи и факти. Уште поинтересно е кога можеме да им се пофалиме на другарчињата дека ги знаеме. Денеска во рубриката Дали сте знаеле, ќе ви откриеме дека една лажичка мед е добиена од 12 пчели кои работеле само за неа цел свој живот. Верувале или не, научниците може од путерот од кекирики да направат диаманти. А просечниот облак на небото тежи 453.592 килограми. Пајакот тарантула може да не јаде ништо цели 2 години, а полжавот да спие 3 години без да се разбуди. Кога го дуваме носот, брзината на воздухот кој излегува под притисок може да достигне 160 км на час. Жирафите 80% од денот го поминуваат во јадење. И за крај, ескимите имаат повеќе од 15 зборови за снег. Мистичниот свет на соништата од секогаш го будел нашето љубопитство. Соновите се извор на возбудливи доживувања, какви што не може да почувствуваме при фантазирањето со отворени очи и сосема е нормално човек да сака да го проучува тој таинствен свет. Светот на соништата раѓа многу прашања, а на дел од нив одговорија нашите другарчиња. Одиме во градинка. Со некоја спијам и нешто колку си сонувам. Со некоја спијам и некаде патува. Соне не сонуваш. Соне, кога сонуваш е сон. Кога мене ми се појавуват свики и кога те спија, сон е тоа што сонуваш може да биде добар и лош. Сонувам цвекиња. Јас кога сонувам ги сонувам баба и дедо и тета и тети. Секогаш сонувам убави сонови. Како патувам на кај баба и на кај дедо. Јас сонувам добри сонови. Тоа се како имало цвекиња и сум била на природа со мама и тата. Јас сонувам само кога се разбудам, не ме текнува што сонувам. Последно што беше како гледам црта.
Снуваме кога спиеме и кога сме многу уморени. Кога ќе играме нешто добро или кога ќе гледаме. Навечер кога ќе си легнеме и кога ќе заспиеме, тогаш сонуваме. Само понекога, не секој ден сонуваме, токму понекогаш. Кога сонувам нешто страшно, не се сеќавам. А никогаш не сум сонувала лоши сонови. Понекогаш сум сонувал, понекогаш не. Само се секувам на убавите сонови. Лоши не сум сонувал, само добри сонови. Сонот е низа на слики и чувства кои се појавуваат за време на спиењето. Но зошто сонуваме? Научниците и нивните размислувања на оваа тема се поделени. Некои сметаат дека реално соновите немаат вистинска смисла, додека пак другите веруваат дека сонувањето е резултат на нашата психа. Содржината и целта на соништата не може целосно да се разбере, но сите живи суштества сонуваат. Секоја ноќ поминуваме околу 2 часа во сонување. Просечниот човек сонува во текот на 20 до 25% од времето во кое што спие. За време на еден просечен животен век, еден човек поминува дури 6 години сонувајќи. Повеќето луѓе сонуваат од 4 до 7 различни сонови секоја ноќ, но не ги помнат повеќето од нив, а најмалку 95% од соновите се заборавени. Соновите кои ги помниме најчесто се оние кои сме ги сонувале пред да се разбудиме. Се вели дека 5 минути по будењето забораваме 50% од содржината на сонот, а 10 минути по будењето го забораваме целиот сон. Вам може да ви се чини дека цела ноќ сте сонувале, но веројатно сонот траел само 10 минути. Соништата можат да бидат многу живописни, да бидат полни со срекни емоции или со застрашувачка тематика. Но уживајте во мистичниот свет на соништата додека спиете. Јас сега заминувам дома да гледам цртан. Тогаш и јас заминувам. Ги одјавуваме овие мини вести. Чао!